Сообраќајот на сите државни патишта во Македонија се одвива отежнато во зимски услови и со големи остатоци од снег по коловозите, информира Автомотосојузот на Македонија. Скопскиот аеродром Александар Велики според веб страницата на концесионерот ТАВ Македонија функционира нормално и се преземаат сите активности за безбедно слетување и полетување. Според АМСМ, поради големи остатоци од снег на коловозите во прекин за тешки возила е сообраќајот на патниот правец Кичев-Охрид преку планинскиот премин пресека. За патничките возила постепено се пробива патот и моментно се одвива на изменично по една коловозна лента. АМСМ информира дека се очекува во следните неколку часови да дојде до негово комплетно оспособување. Сообраќајот на патниот правец Скопје-Велес се одвива забавено во колона. Долга колона и отежнато и забавено движење има и на патот Велес-Катланово. Задолжителна употреба на зимска опрема за сите видови возила има за повеќе патни правци низ државата. АМСМ препорачува исклучително внимателно возење, прилагодена брзина на движењето на отежнатите услови за сообраќај и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Посебно внимание е потребно на делниците кои минуваат низ клисурите и засеците, каде е можна почеста појава на одрони. На патот Кичево-Охрид нема завеани возила со луѓе, односно сите се евакуирани во текот на вчерашниот ден. Теренот се чисти и ќе бидат отстринати сите возила што се на патот, информираше министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски. По состанокот на крижниот штаб што утрово се одржа во Министерството за транспорт и врски поради снежното невреме, Јанакиевски информираше дека патниот правец од Скопје кон Велес е прооден и отстрането е возилото што вчера беше превртено на автопатот. До сабота не се очекуваат обилни врнежи од снег, но следува студено време со температура до минус 20 степени. Сите елементи од преносната електромрежа во Охридско-Ресенскиот регион се под напон од 10 часот и 5 минути денеска и е воспоставено редовно напојување со електрична енергија на потрошувачите во Охрид, Струга и во Дебар, соопштуваат од МЕПСО. Екипите се на терен и во континуитет се вршат проверки на далекуводните траси на потегот од Дебар, Струга, Охрид, Ресен до Битола, соопштуваат од МЕПСО. Се повикуваат граѓаните сите информации и проблеми да ги доставуваат на бесплатниот телефонски број 195, каде ќе биде зголемен капацитетот на отворените линии, а доколку има какви било проблеми на патиштата, да пријават на 196 во Автомотосојузот на Македонија. Упатен е и апел до локалните самоуправи активно да се вклучат со своите капацитети и да пристапат кон чистење на локалните патишта, а доколку немаат капацитети да се обратат до Дирекцијата за заштита и спасување. Од вчера од 8 часот изутрина 13 лица се здобиле со повреди откако паднале на снег и се примени на клиниката по хируршки болести Свети Наум Охридски во Скопје. Повредите главно им се скршеници на подлактиците, а едно лице е со фрактура на подколеницата, информираат од клиниката. Времето утре во Македонија ќе биде многу студено со умерен до засилен северен ветер, а ќе има и појава на голомразица. Во попладневните часови се очекуваат нови врнежи од снег со слаб интензитет, а во западните и јужните делови само повремено со умерен интензитет. Утринската температура ќе се движи од минус 16 до минус 8 степени, а дневната од минус 11 до минус 3 степени. Во Скопје времето утре ќе биде претежно облачно и ветровито. Утринската температура ќе се спушти до минус 12, а дневната ќе достигне до минус 7 степени. Слично време се очекува и во следните денови. За време на новогодишната ноќ ќе биде суво, без врнежи, меѓутоа многу студено и ветровито, а на повеќето места температурата ќе изнесува минус 10 степени. Представници на професорскиот и на студентскиот пленум доставија писма со нивни барања до пратениците во собранието, каде што денеска се одржува седница на која треба да биде разгледан и предлог законот за измени во високото образование во прво читање. Професорите и студентите спроти собранието одржаа отворен пленум на кој уште еднаш го искажаа своето незадоволство од реформите во високото образование и побараа повлекување на предлог законот, како и отворање на поширока јавна дебата. Професорите се надеваат дека пратениците во собранието ќе ги слушнат, ќе го повлечат законот и дека ќе им дадат време во следните 3 месеци да воспостават диалог за високото образование кој се од интерес за сите граѓани. Од студентскиот пленум пак уште еднаш го изразија незадоволството од предложените реформи и укажаа дека тие се пред се заинтересирани за унапредување на студентските права.
Управата за јавни приходи во контрола извршена во ноќните часови меѓу 27 и 28 декември утврдија неправилности кај 7 угостителски објекти во Скопје, од вкупно 20 контролирани. Поради нерегистрирање на готовински плаќања за објектите е изречена забрана за вршење дејност од 15 дена, а за даношните обврзници изречена е глоба во висина од 3250 евра во денарска противредност. Пред новогодишната потрошувачка го зголемува ризикот од неевидентирање на готовинскиот промет и токму затоа ги потсетуваме сите даношни обврзници на почитување на обврската за регистрирање на готовинскиот промет и за издавање на фискални сметки на потрошувачите, наведуваат во соопштение од УЈП. Малопродажната цена на бензините и на дизелот од ноќеска на полнок се намалува за 3,5 денари, а на екстра лесното масло за домаќинство за 3 денари. Според одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, новата цена на Евро Супер БС 95 ќе изнесува 62 денари за литар. Евро Супер БС 98 ќе се продава за 63,5 денари за литар, а Евро дизелот за 52,50 денари. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство ќе изнесува 41,50 денари. Просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар изнесува 59,26 денари за барел, а курсот на денарот во однос на доларот 49,7 денари. Неуспехот на грчкиот парламент да избере нов шеф на државата е внатрешно прашање на Грција, изјави портпаролката на германската влада Кристијане Вирц. Таа нагласи дека Германија внимателно следи што се случува во Грција, но дека нема да коментира внатрешни работи на една земја членка на Европската унија. Изјавата на Вирц следеше откако грчкиот парламент ни во третиот круг на гласање денеска не успеа да избере нов претседател на државата, пошто премиерот Андонис Самарас најави дека утре ќе побара распишување на предвремени парламентарни избори за 25 јануари.